Здраво пак, дечки. Ова видео ќе биде мало на дополнување на оно претходното со мала измена. Значи ќе го замениме ова линк со нешто што се вика NavLink. Ќе ставам линк до документација за ова NavLink, а тоа што ни овозможува NavLink е имаме готов прop или атрибут за да доделиме стил за активниот линк, односно во нашата апликација кога ќе сме на Home, автоматски Home копчето да има поинаков стил од овие другите што се од About, да речеме Home ќе има бела боја, а ви останати ќе им промениме бојата да биде малку посветла. Па се што треба да направиме ова да го замениме со NavLink во Base Layout и овие линкови да ги замениме, значи овие компоненти што не беа линк со NavLink. Докато се вратиме во документацијата, ќе видиме дека имаме prop што се вика ActiveStyle. Ќе го копираме ова и ќе го ставиме на нашите два линка. 1, 2, save. Што друго треба да направиме е да го користиме и овој exact атрибут пред ту. Пред тук ќе ставиме да имаме exact и се што треба да направиме сега да направиме некој интересен стил за нашето активно копче, за линкот на активното копче. Да речеме ние сакаме бојата да биде white. Нека остане тргнало. Нека биде само ова. White. Окей, бела. А овдека во нашиот page styles.css ова бојата ќе ја направиме во некоја посветла. RGB, ќе користиме ова функцијата и да речеме ќе имаме 200, 200, 200. Или некоја малку потемна. 180, 180, 180. Да видиме како ова изгледа. Како што гледате, ова ни е по сива некоја боја, активната ни е бела. Значи може да се играте со ова. Јас сега ќе го оставам да биде како што е, па може би во некој наредно видео каде што ќе зборувам малку подетално за CSS-от и пишувањето на стил за нашата апликација, ќе се посветим малку повеќе на оваа тема. До тогаш, поздрав!